Пропаѓањето на Евростандард банка создаде големи гужви пред останатите банки. Во Гостивар од почетокот на неделава пред сите филијали на банките може да се забележат долги редици од граѓани. Поранешните клиенти на Евростандард бараат чаре, час поскоро да си отворат трансакциска сметка на друго место. Во спротивно нема да можат да си ги добијат навреме платите, пензиите, социјалната помош и слично. Пред вратите на банките се чека по неколку часа. Многу од граѓаните ставени на мака се револтирани. Гостиварката Мубера Зендели вели дека 4 дена талка по банките и чека со часови, поради што е приморана нејзината неподвижна мајка да ја остава дома сама на ризик. Полномошното кое и било издадено од Евростандард не се признава во другите банки. Одам со овој документ. Сакам во Халк банка да влезам. 2,5 сати чекам, само да прашам дали треба нешто. Не ме пуштија 2,5 сати кога влеком натре, ми рекоа дека овој документ не ваш. Ова полномошно било само за Евростандард банка. Сега ќе морам друго. Значи друго. Од тука доаѓам овде во Стопанска банка, чекам и овде 1 сат и пол, добивам бројче и ми викаат да чекам ред. Ја го замолувам да влезам. Не, вика, чекајте ред. После сат и пол гледам, негде беше околу 3,5 сатот. Значи од 12,5 до 3,5 сатот мајка ми дома. Што може да се случи на еден непокретен човек, ти да излезеш дома од 12 сат и да го оставиш таков човек, дали ми треба хранење, треба све што треба, терапија, едно друго. За да ги комплетира документите и извади полномошно кое важи во друга банка, гостиварката морала да се изложи на дополнителен трошок. Бев во нотар, све еве овие 2200 денари такси, нотарот ти не може, ти мораш да му даеш 1200 денари да ти дојде дома. Плюс по 500.000 денари да ти прави овие да ти куца, плюс заверка имаш овде, околу 3200 денари платив, сите документи испремав и сега сум од 11 сатот тука, па мајка ми оставам дома, број добивам 70. Еве. Освен нетрпение и нервоза, гужвите пред банките носат и потенцијален ризик од ширење на коронавирус.